Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И поздрав екипа, добре дојдовте во епизода 6. Денеска ќе зборуваме за едно од најголемите лаги во трейдингот. А тоа е дека добрите трейдери не губат. Но вистината е сосема поинаква. Вистината е дека најдобрите трейдери губат. Но разликата е во тоа како реагираат на загубата. Во оваа лекција ќе зборуваме за психологија на губење и како професионалните трейдери се справуваат со неа. Што е губење во трейдингот? Губењето во трейдингот не е систем каде што секој трейд победува, секоја анализа е точна, бидејќи трейдингот е игра на веројатност. Дори ако имаш и добра стратегија, ќе имаш многу загубени трейдови. Например, еден добар систем може да има 40, 50, чак и 60% win rate, но сепак да биде многу профитабилен. Причината за тоа е риск реворд. Но зошто губењето е психолошки тешко? Човечкиот мозок не е создаден за трейдинг. Постои психолошки принцип што се вика loss aversion. Тоа значи болката од губење е многу посилна од радоста од добивка. Пример. Ако заработиш $100, се чувствуваш добро. Но ако изгубиш $100, емоцијата е многу посилна. Затоа многу трейдери не сакаат да затворат загуба. Го бришат стоп лосот, се надеваат дека пазарот ќе се врати. Но, за жал, трейдингот не работи така. Типичните реакции на трейдерите после губење, како што се една, например, од тие revenge trading. После загуба, трейдерот чувствува потреба дека веднаш мора да ги врати парите што ги загубил. Па почнува да влегува без сетап, да тргува импулсивно, да отвара повеќе позиции и така натака. Но резултатот од сето тоа, од една загуба станува 3 или 4 загуби. Затоа никогаш не треба да се одмаздуваме на пазарот или да правиме revenge trading за да ги вратиме парите што сме ги загубиле. Една од најчестите грешки што трейдерот влегува во трейд без стоп лос. Колку и да сме добри во овој бизнес, колку и да мислиме дека пазарот секогаш ќе се движи во наша насока, секогаш мора да користиме стоп лос, бидејќи стоп лосот е една врста на заштита на капиталот со кој ние управуваме. Бидејќи најбитно од све во овој бизнес е прво што треба да се заштитиме капиталот, а потоа да гледаме да заработиме. Кога цената тргнува против нас, секогаш почнуваме да опоместуваме стоп лосот подолу или погоре. Зошто? Затоа што психолошки трейдерот не сака да прифати загуба. Но реалноста е, доколку користиме стоп лос, ќе имаме мала загуба. Но доколку не го користиме или го поместуваме, малата загуба станува се поголема и поголема. Овертрейдингот. После неколку загуби, трейдерот секогаш мисли морам да направам трейд за да го попарувам денот. И тогаш почнува. Премногу трейдови, ниско квалитетни сетапи, влегување без анализа, тргување од емоции и слично. Резултатот сето тоа account damage.
Но ајде да видиме како размислуваат професионалните трейдери. Разликата е тоа што професионалните трейдери не размислуваат во еден трейд. Тие размислуваат чекор унапред. Например, еден систем може да има 50% win rate, риск од 1% и реворд од 2%. Во серија од 10 трейдови можеш да имаш 5 загуби, 5 добиени. Но добивките се поголеми од загубите. Затоа системот е профитабилен. Доколку правилниот однос кон загубите е тоа дека стоп лосот не е неуспех. Како што кажавме, стоп лосот е заштита на капиталот. Или уште подобро, кажано, стоп лос е цена за да бидеш во играта. Исто ти е како бизнес што плаќа кирија, струја, трошоци. Трейдерот плаќа загубени трейдови. Како да се контролира психологијата на губење? Правило број 1. Ова може да се запишувате. Фиксен ризик. Секој трейд треба да има 0,5% до 1% ризик. Кога ризикот е мало, емоцијата е уште помало. Правило број 2. Пред да влезеш во трейд, мора да знаеш каде е твојот ентри, каде е твојот стоп лос, каде е твојот take profit. Кога трейдот ќе се отвори, не го менуваш планот. Оставаш да течи како што си го наместил. Правило број 3. Trading journal. Секој сериозен трейдер има свој журнал. Запишува. Зошто влегов? Дали сетапот беше валиден? Како ќе биде резултатот? Со време ќе видиш кои грешки најчесто ги правиш. Правило број 4. Пауза од трейдинг после 2 до 3 загуби поред. Најдоброто нешто што можеш да го направиш после 2 до 3 загуби е да го затвориш својот лаптоп и да се тргнеш од чартот. Не затоа што стратегијата е лоша, само затоа што емоцијата се повеќе расте. Но ајде да видиме реалноста на трейдингот. Дури и професионалните трейдери некогаш имаат 5 до 6 загуби поред. Но разликата е што тоа тие не го кршат системот. Тие продолжуваат дисциплинирано секогаш. На крај, најголемиот непријател во трейдинг не е пазарот. Тоа е нашата реакција на губење. Секој трейдер ќе има загубени трейдери. Но професионалниот трейдер ги контролира загубите, ги контролира емоциите и останува дисциплиниран и фокусиран на својот систем за да се гради долгорочно. Пазете се од маркетот, мотивација наспрема дисциплина. Една од најголемите грешки што ја прават новите трейдери е што мислат дека им треба мотивација за да успеат во трейдингот. Но, за жал, вистината е сосема поинаква. Во трейдинг, мотивацијата е привремена. Денес ја имаш, утре ја немаш. Она што навистина прави разлика помеѓу губитник и профитабилен трейдер е дисциплината. Во ова лекција ќе објасниме зошто мотивацијата не е доволна, зошто дисциплината е клучна, како се гради дисциплина кај трейдер и зошто професионалните трейдери никогаш не се потпираат на мотивација. Мотивацијата е емоционално состојба. Тоа значи мотивацијата секогаш зависи од расположение, зависи од резултати и зависи од околностите. Кога трейдерите имаат winning streak,
или да го наречеме тоа како низа на победи, чувствуваат самодоверба, мотивиране, има енергија. Но кога доаѓа 3 загуби, 4 загуби, губење на акаунт, мотивацијата исчезнува. И токму тогаш почнуваат проблемите. Тогаш трейдерите почнуваат да менуваат стратегии, почнуваат да го менуваат нивниот план, почнуваат да ризикуваат повеќе од него што можат, почнуваат едноставно да не веруваат во системот кој го граделе. Мотивацијата е нестабилна работа, а трейдингот сам по себе бара стабилност. Денес трейдинг индустријата е полна со Lamborghini lifestyle, скриншоти од профити, мотивациони говори, но тоа, за жал, создава лажна слика за трейдингот. Бидејќи изгледа како адреналин и брзи пари. Но вистинскиот трейдинг изгледа всушност поинаку. Анализа, чекање, трпение, дисциплина, самоконтрола, контрола на емоции и многу други работи. Професионалниот трейдинг е повеќе досаден отколку возбуда. Бидејќи во трейдингот дисциплината значи да го направиш тоа што треба, дури и кога не ти се прави. Односно, мораш да чекаш сетап. Не смееш да бркаш маркет. Мора да прифатиш стоп лос и најбитното е да не се одмаздуваш на маркетот. Професионалниот трейдер не се прашува дали е мотивиран. Тој се прашува дали трейдот и ентрито беа според планот. Реалната ситуација, трейдерот прави анализа, но маркетот не дава сетап. Али, еве како изгледа недисциплиниран трейдер. Неговата анализа е направена, чека сетап, но маркетот не го дава. Али трейдерот сака акција, сака трейд, сака профит. И што прави? Влегува во рандом трейд, па следува лос. А после загубата, нажалост, следуваат поголема низа на трейдови, поголем ризик и уште лосови. И за еден ден акаунт даун. Ова не е проблем на стратегија. Ова е проблем на дисциплина на трейдерот. Професионалниот трейдер или дисциплиниран трейдер изгледа вака. Гледа чартот, нема сетап и што прави? Ништо. Затвара чарт. Е тоа е дисциплината. Понекогаш најдобриот трейд е кога нема трейд. Ова е нешто што почетниците многу тешко го сваќаат и го прифаќаат. Дисциплината и ризик менеджмент се клучни. Ризик менеджмент е чист пример на дисциплина. Трейдерот, например, има правило 1% ризик по трейд, но после лос, нажалост, егото почнува да работи. И мисли, ќе ставам 3% да го вратам лосот. Ова е моментот кога мотивацијата го победува планот.
Но, професионалниот трейдер никогаш не го прави ова. Бидејќи знае дека мора да се држи до планот, за да остане долгорочно на пазарот и да биде конзистентен, бидејќи дисциплината го одржува планот. Трейдингот е игра на предвидување. Стратегија може да има 55% win rate, но само ако се следат правила, се следи ризик менеджмент и ред други работи. Ако трейдерот менува ризик, влегува без сетап, прави овертрейдинг, тогаш дисциплината исчезнува. Најбитно е дисциплината е тоа што всушност тај дозволува на стратегијата да го сработи нејзиното. Дисциплина како дисциплина не се раѓа. Таа се гради. Имаме трейдинг план. Јасни правила. Кога влегуваме, кога излегуваме, колкав ризик користиме. Имаме трейдинг журнал. Секој трет е анализиран. Рутина. Професионалните трейдери имаат рутина. Например, трейдинг само 2 часа во денот, анализа пред Лондон сесија, пред 8:30 нема седнување пред лаптоп и слично. Стоп-лосот е дел од системот. Немој да го сваќате како личен напад. Но најголемата вистина во трейдингот, сме го спомнали овој претходно. Маркетот не ги наградува мотивираните и најпаметните трейдери. Маркетот ги наградува тие што се најдисциплинирани и конзистентни. Стратегијата може секој да ја научи. Но, дисциплината има многу мал број на трейдери. Ако сакате да успеете во трейдинг, не барајте мотивација. Барајте структура, конзистентност и дисциплина. И запомнете, мотивацијата е на самиот старт. Дисциплината ве одржува до самиот крај. Трейдингот е борба против сопствената психологија. И трейдерот кој ќе ја совлада дисциплината, ќе има најголема шанса да стане профитабилен. Чувајте се и ве поздравувам до следна епизода.